Денеска ќе зборуваме на тема кој ќе остане. Се уште некако духот ме води во тој правец. Кој ќе остане во тие тешки времења, кој ќе обстане и кој ќе може да обстане, ќе да остане навистина. Матеј, 10 глава, пошто имаме тука да не губиме време. Читаме од први стих. Исус ги повикува 12 ученици. И ги повика своите 12 ученици при себе и им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да исцелуваат секаква болест и секаква слабост. И ова се ги мињата на 12 минути. И сега ги кажува. На крајот вели со Јуда Искариот завршува кој го предаде. Исус ги повикал своите ученици и им дал власт и сила. И читаме потоа од 5 стих. Исус ги испрати и тие 12 им нареди, говорејќи: не одете по пат кај народите, не влегувате во град на самарјаните, туку нели почнете први од Израелевиот дом. И одејќи, 7 стих, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Исцелувајте ги болните, воскреснувајте ги мртвите, очистете ги лепрозните, изгонувајте демони, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Исус ги повикал 12 ученици на почетокот и видите каква сила им дал. Само една споредба, кој денеска од нас истерува демони тука? Кој денеска од нас има дар да исцелува? Ако се споредуваме, ќе речеме, овие, ако треба некој да се спаси, мислам, ако нешто, еве ги, тука се. Повикани 12. Одиме во Лука 10 глава. Тука Исус повикал уште една многу поголема бројка. Први стих. Потоа Господ определи 70 и ги испрати по двајца. Не читавме за времето во 10 глава на Матеј се спомнати двајца по двајца. Учениците кога се бројат и двајца по двајца. Секој се двајца по двајца. И овде вика, повика 70 и ги испрати двајца по двајца пред себе во секој град и во секое место каде сакаше да отиде. И сега читаме таму подолу од 17 стих, а 70 се вратија, сега се враќаат од работа, испратени биле, завршиле тој ден работа, се враќаат со радост и рекоа: Господи, и нечистите духови ни се покоруваат во Твое име. Значи и овие имале страшни дарови. Истерувале демони. А тој им вели, видите што им вели Исус. Го видов сатаната како падна од небото, како молња. Што сака да им каже со ова? Кратко нешто ги подсетува на Луцифер. Немате многу да се занесувате. Значи, знаете, човекот има такви сме едноставно. Ако нешто ни појде, ако нешто ни иде, ако за нешто не бива, и ќе полетаме во облаци. Ги подсетува. Го видов Луцифер, сатаната како падна од небото, како молња. И тоа, како молња, знаете, во секунда можеш да паднеш. Ако заборавиш на тоа, кој ти ја даде силата, кој те повика. Но тоа не е темата. И вели, ете ви давам власт, дори им дава власт уште да газите, вика, на змии, на скорпии, на секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости. И сега 20 стих. Но не радувајте се на сето тоа, дека духовите ви се покоруваат, туку радувајте се дека вашите имиња се запишани на небесата. Тоа е битното. Да, точно е, ние не може да се пофалиме, баш имаме секој од нас по некој дар, ние може да се пофалиме со вакви работи, ама најбитното е да имињата ни бидат запишани во книгата на небото, книгата на животот. И ете, може би заради таа гордост, па и Господ знае, внимава Он на кого што ќе му даде, а сака да не спаси, тоа му е крајната цел. И сега, значи, повикал 12, па повикал 70, вкупно 82. Повикани. И им вели,
радувајте се тоа што имињата ви се запишени на небесата. Тоа е најбитното. Тоа треба да ви влее радост. Сега ако отвориме таму во Јован 6 глава, малку и подосна ќе се бавиме со оваа глава пак, значи ќе се навратиме на таа глава, на дел од таа глава. 6 глава, 17 стих. Се однесува сега на оние 12, на апостолите, на учениците, кои што први ги повика. Што вели во 17 стих? Исус им одговори, зар не ве избрав јас? Сега, сака да каже, овој стих, повиканите и избрани, 12. Зар не ве избрав јас? 12-мина, но еден од вас е ѓавол. Мислики на Јуда Искариот, нели? Пишува во 21 стих, така завршува оваа глава. Значи, ги повика 12, ги повика 70. Од овие 12, отпаѓа еден. Повикани и избрани. Секавате на стихот во Матеј 22:14, па ќе спомнам, никад не е тука, но во позитивна смисла, он често пати знае да каже мнозина повикани, малкумина избрани. Тоа е стихот 22:14 во Матеј. Зошто мнозина се повикани, малкумина избрани. Но еве гледаме дека и од избраните па може да отпадне некој. Значи, уште некој елемент нешто фали, не достига тука. Еве Јуда, ако зборуваме за Јуда, знаете колку Исус се трудил околу него, како и околу секој од нас, затоа што сака, повеќе од се сака да спаси. Но Јуда не попуштил, останал до некои своји слабости, сребролюбието пред се, и попуштил дури на крајот го издал Христа. Се секавате на онаа параболата, значи, кога царот ги повикува, праќа повики, значи, преку своите слуги да ги повика први на оние кои што биле поканите на свадбата на својот син. И знаеме, двата повика се одбиени, кои што во преносно смисла се однесуваат на евреите, кои што го отфрлиле Месијата, и тој повик, а потоа вели, одете, вика, и се ше ќе најдете на раскрсница, доведете на свадбата. И постоја гледаме еден кој што влегол таму без свадбена облека. Во Откровение 3.5, сега ве подсетувам само на нешто од претходните теми, еве ќе отвориме пак да не кажувам на памет, сепак кога го цитираме словото има повеќе сила. Во Откровение 3.5 се вели: кој победува ќе се облече така во бели облеки и нема да го избришам неговото име од книгата на живот. Јуда, неговото име не останало, за жал, запишено во книгата на живот, и знаеме како трагично заврши. Затоа што не победил. И Јуда не победил. Не ги победил тие своји недостатоци и маи. Оној кој што ќе победи, се облекува во Христовата праведност. Всушност, победата е пак преку Христа. Меѓутоа, оној кој што ќе соработува со Господ. Стихот вели, кој што ќе победи. Јован 3.16, ако го читаме, вели: зашто Господ толку го возлюби светот. Значи, во некоја смисла, повикот, евангелскиот повик, како што видовме во параболата, е упатен до кого? До цел свет. До секого. Секој што живее на оваа планета. Зашто Бог толку го возлюби светот, но сега Господ ја намалува таа група и вели: та секој што ќе поверува, нема да загине, туку ќе има живот вечен, значи ќе приме живот вечен. Повик, повикан, избран, еве ги избрали 12, ама еден отпаднал, не победил. Односно, не ни бил верен. Да, во Коптеж на вековите Елен Вајд вели дека Јуда е сам дошел, меѓутоа во Јован 6.17 сепак читаме дека 12 ги избрав. Исус вели 12 кои што ги избрав, но еден меѓу од вас е ѓавол. Значи, конечниот избор сепак бил Христов, значи да не се буниме тука. Да, Јуда сам дошол, ама Исус не го отфрли, туку сепак го примил. Во таа смисла избран. Ке видите на што, кога ќе почекате во крајот, па да ќе видите што мислам. Кога велам дека не е доволно да си повикан и не е доволно да си избран.
не секој што е избран исто ќе неговото име ќе остане запишено во книгата на животот. И сега се враќаме во Јован 6 глава и да видиме што се случува овде. Значи, Исус почнува една тешка беседа овде да кажува, која често пати ја беседиме и ние за време на, обично на Света вечера кога имаме. Ја да читаме тамо од 51 стих. 6 глава Јован. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам на животот, за животот на светот. И тоа што јудејците вика се препира меѓу себе и велеа, како може овој да ни го даде своето тело да го јадеме? Па не сме ние канибали. Многу лошо го разбрале што сака да каже Исус. И така Исус секој од нас, ако кога читаме или проучуваме, не читаме внимателно и не бараме помош од Духот Свети, може многу лесно да разбереме едноставен стих. И пример ќе кажам за сите оние кои што имаат проблем околу тоа дали Светиот Дух е личност или не е. Јас вчера спомнав дека со Атанас имав една кратка дискусија, затоа што не сакам да губам време многу на такви теми, и му го цитирав стихот од 5 глава Дела апостолски, таму на почетокот, нели, за Ананија и Сафира, кога доаѓаат со измамата за парите од нивата, не ги носат, нели, сите пари така натаму. И што им вели тамо, Павле ли беше, кој беше? Не, вика, го излажавте Светиот Дух, а подолу 2 стиха вели, вие не ме излажавте мене, не излажавте човек, туку го излажавте Бога. И не знам тука што не е јасно, а некој не му е јасно. Потоа во 9 глава Дела апостолски исто имате. Светиот Дух, преку 2-3 стиха пак спомнато Бог. Не само што е личност, е Бог. Мислам, дел од... Добро, вред, значи сега тоа е малку дигресија од темата, не е тоа темата. Сакам да кажам, Господ јасно зборува, ама, нели, духовните работи треба духовно да се тумачат. За жал, евреите телесни го слушаат и велат, овој повикува на канибализам, па ние не сме канибали, да сега го јадеме, да јадеме тело, не знам, и што да правиме. Ние многу добро знаеме денеска што е тоа и што се случува тука за време на Света вечера. Како и да е, и подолу оди со таа беседа Исус, и таму завршува до 59 стих, вели, ова го рече кога поучуваше во Капернаум во синагогата, и вели 6 стих, мнозина од неговите ученици, пазите ученици, мнозина од неговите ученици, од оние кои што он ги повика, може многу лесно предпоставиме дека тука еден голем дел од тие 70, што? Рекоа, тешка беседа е, кој може да слуша? Бидејќи Исус знаеше во себе дека неговите ученици негодуваа, заради тоа им рече, зар ова ве соблазнува? Сигурно сте доживеале некојаш да слушате, не знам, проповед или дома, или не знам, и може би да се соблазните. Ама не да се соблазните од тоа што можда говорникот, не знам, ќе каже нешто што не треба да каже. Ќе изговори некој збор што не е соодветен, може би, од оваа говорница, па не знам што. Туку ќе се соблазните од самото слово. Ќе бидете погодени, ќе бидете навредени, може би повредени од самото слово. И ќе кажете, ова тешка беседа, навистина. Така реагирале. Повеќето од учениците, мнозина од неговите ученици, штом го чуе тоа, рекоа, тешка е оваа беседа, и Исус им се обраќа и вели, зарем ова ве соблазнува? И што вели потоа 66 стих подолу? Оттогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Мнозина од неговите ученици, мнозина, мноштвото, се врати и не одеа веќе со него. Интересно е сега ова. Дали зборувавме како успеа Ное, како успеа Енох, еве Михе и минатиот пат го спомнавме, како успеа да издржат до крај во тие времења на неволи, затоа што одеа со Господа. Овие се соблазна, едноставно веќе немаат што да бараат, изгледа барале нешто што ете едноставно не им се исполнува во Исуса, преку неговите зборови сватиле дека не е тоа и престанаа веќе да одат со него. Овие биле повиканите.
И потоа подолу ќе им каже Исус од 67 стих, вели, им се обрека и на 12-мината. И повикани, и избрани. Да не сакате и вие да си отидете. Симон Петар му одговори и му вели, Господи, при кога да отидеме? Па ти имаш зборови за вечен живот. Ние, нели, поверувавме и познавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Исус ми одговори, зар не ви избрав јас, повторно стих 12, но еден од вас е ѓавол. Изборуваше за Јуда Искариотски. Да не сакате и вие да ме оставите, вика. Знаете ли, Елен Вајт дека кажува дека во времето на криза и големите неволи, повеќето од верниците ќе ја напуштат црквата. Така пишува. Кој ќе остане тоаш? Повикани. Сите ние сме повикани, на повикот сме одговориле. Сите ние сме, фала на Господа, сме се задржале, значи сме избрани, може да кажем. Ама како ќе издржиме сега до крај? Кој ќе остане? Ќе останеме ли? Господ сака да останеме, секако. Дури ако читате во книгата Последните настани, меѓутоа не она скратеното издание, значи што го издадовме, кој што е за пријатели, туку она по старото издание, каде што ја има онаа глава за решетање. Лесно се памти. Значи, првиот цитат од главата решетање во Последните настани, Елен Вајт каже овакво нешто. Свечено изјавувам, пазите, свечено изјавувам дека денес, во тоа време, неизјано, меѓу 20 верници, дали има и еден, чие што име, вика, би можело да остане запишено во небесните книги. Замислите во тоа време. Значи, една 20-тина, да речем, во тоа време. Од 100, колку доаѓат? 5 души. Во Македонија има 500 верници, 5 по 5, 25. 25 души, замислите си. Кој ќе остане? Во Гециманија може да читаме, меѓутоа нема потреба, 26 глава тамо во Матеј. Пред, нели, самото апсење, после светата причест во горената соба. Исус ги остава 8 ученици, значи веќе Јуда е отиден, знаеме, излезе да го предаде. 8 ученици ги остава тамо негде крај влезот во Гециманската градина и тројца зима со себе. Кој вообичајно ги зима, нели? Петар, Јаков и Јован. И ги зел тројцата со себе и им вика, останете тука со мене и бдејте. Исус ја чувствува кризата, доаѓа, неволјата доаѓа. Треба да се бдее, треба да си буден. И отишол понатаму, паднал на колени и се моли. Знаеме, она негова молитва, Господе, ако е можно, нека ми одмине оваа чаша. Пазите, еве го Исус во наше тело. Со наши слабости. Дори и он вика, ако е можно да ме одмине чашата. Ама како победува? А многу битно. Но, нека биде сепак Твоја воља, Господи. Се враќа назад, овие заспале. И пак им вели, станете зашто спиете, бдејте. Моето срце е длабоко нажалено. Знаеме какви, значи, маки преживува Исус овде, дури капки на пот и крв му течат од челото. Сите греови решава, значи се решава судбината на целото човештво во таа градина Гециманија. Сите греови врз него натоварени. Ние не можеме тоа да го разбереме наистина што се случувало, низ какви маки поминува Исус овде. И повторно оди, и повторно се моли, и пак се враќа назад и овие пак спијат. Петар, Јаков и Јован. Во време пред самата криза. И пак оди, и пак се моли, и потоа се враќа и им вика, станувајте. И кратко после тоа се случува апсењето негово. Знаеме Петар што направил. И како го апсат, што вели? Исус претходно тоа го најавил, па Петар, нели, вика, не,
Нели кога вика дека ќе ударат по пастирот и овците ќе се разбега. Петар, не, било кој да, сите да се соблазнат, ја нема се соблазнам од тебе. И Петар се обидел во своји сили нешто да направи, меѓутоа после апсот Христов, кој останал со него? Сите се разбегаа, како што кажа Исус. Кој остана? Исус остана сам. И тоа како да беше малку, па нели за да се плати таа откупнина, сега да сватиме, значи да уште повеќе во сршта што направил Исус. Како да беше тоа малку, пазите, а тој цело време додека се молеше во Гециманија бараше некоја човечка помош, тоа е природно човечки, значи кога сте во криза, кога сте во проблем, да сакате да бидете барем сослушани од некој. Да ви се најде некој. Ама немало никој. Господ требало да прати ангел, како што вели Елен Вајд. Внимавајте, значи, кога сте сами некоја, чувствувате дека сте сами во тешкоти, Господ ќе прати ангели. Сигурно. Но тој бил оставен сам, збориме од луѓето. И потоа, како да било тоа малку, па на крстот Голготски, кога умрел, бил оставен и од Господ. Вели, Господ се одвратил од него. Лицето го одвратил. Од гревовите, всушност. Иако му беше мило, нели, да пострада, затоа што тоа беше во планот, совршено смислениот план. Исус остана во таа криза. Иако беше тоа голем тест, затоа викаше Господе, Господе, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Тоа е голем тест, некојаш ќе се соочиме со големи тестови во нашиот живот. Може би Господ ќе го бара и најмилото од нас, на оно што ни е најомилено, не знам што и да е во нашиот живот. Сетите се на Аврам. Што побарал Господ од Аврам? Па најмилото Исак. Аврам додржал. На крајот му вели, ете, веруваш, значи, стварно веруваш, вистински веруваш. Откровение 17 глава. Еве што е потребно. Она што е круцијалното, она што ги одржало и Ное во предпотопниот, го одржало Ное во предпотопниот свет, иако бил исмеван, иако бил правен луд, замисли 120 години, сам со оние 7 души од своето семејство, значи 8 души наспроти цел свет. Михеј минатиот пат видовме со што се соочил, со какви притисоци за да попушти и да каже пред Ахав, така како што рекле другите 400 пророци, значи да го излаже, односно да му каже на Ахав она што Ахав сака да го слушне. Некаков тест бил Михеј. Како и тој успел? Како успеале Седрак, Мисак и Авденаго, замисли си да изговорат такви зборови, да кажат, ние знаеме дека Господ ќе ни избави од печката, ама и ако не ни избави, нема да клекнеме пред тебе. Што е тоа што ги одржало? Јосиф, еве, имате примери. Што вели Откровение 17 глава? Откровение 17 глава, неколку пати веќе ги цитираме овие стихови. Тоа е последното време, тоа е нашето време, кога тие 10 цара заедно со зверот делуваат и се собираат, стануваат едномислени, се прави тој нов светски поредок на земјата. И што вели тамо 13 и 14 стих од 17 глава Откровение? Овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата власт, сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето. Цел свет, мноштвото, тој нов светски поредок се дига против јагнето, се дига против Господа, па нели гледаме? Што прават? Ја газат, ми се чини, еден обичен човек во светот кој што ете малку разбира што е морал, а се уште, фала му на Господа, има луѓе кај нас што се конзервативни, таква не е средината и знаат што е морал, па од тоа што случува околу нив, не можат, не знам, ќе ги доведе тоа до лудило. Ако немаат некоја потпора да се држат за нешто посилно, како што е Бог, кој што е семоќен. Ја врегаат интелигенцијата, го врегаат нашиот ум со тоа што го прават. А камоли што му прават на Господа со тоа? Му пркосат со разноразни закони и глупости. И велике завојуваат
Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар на господарите и цар на царевите. А со него се, што вика стихот? Повиканите, избраните и верните. Ној беше верен. Ако немаше вера, Ној ќе издржи ли 120 години? Да ја проповеда громогласно онаа порака за спасение на човештвото при сите тие смевања и така натаму. Или Јосиф, или Седрак, мислеха веднага, Данило, да не го забравяме, еден куп други, значи сите читате ги тамо во 11 глави, евреите, сите се спомнате тие повеќето, мислам, херои на верата. Не е доволно да си повикан, не е доволно да си избран, туку потребно е и да си верен, и тоа верен да издржиш до крај. Што вели во Матеј 24:13? Ајде, тука негде ќе превршиме. 24:13. Матеј 24:13. И тоа е интересно е после кој стих оди ове. Некако, секако тоа е контекст и тоа потесен контекст. 13 стих вели, а кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Значи, не до утре, до задутре, до крај треба да се издржи. А без да имаме тесна заедница со Господа, без да одиме со Него, па макар биле и соблазнати, макар биле и навредени од некои зборови, меѓутоа, тука е Бог да ни даде сила, да се скршиме наполно и да живееме, да прифатиме секоја реч што доаѓа од неговата уста и да живееме по неа. Видите кој е контекстот, 12 стих вели, и заради многу беззаконија љубовта ќе олади. Значи, ние се движиме во тој правец. Беззаконие, неморал, насилства, сетете се на Ноево време, значи, предпотопниот свет. Каков свет бил тоа? Љубовта ќе олади, беззаконието ќе се умножи, но оној кој што ќе издржи до крај, во што? Во љубовта, во Христа, во науката, во верата, тој ќе биде спасен. Кој ќе остане? Останал Исус, ќе останат оние кои што му се слични на Христа. Кога вели овде завојува овие истомисленици против јагнето, јагнето ги победи. И со него се оние. Кои се тие оние? Напоследокот тоа ќе бидат 144.000 кои што одат, го следат јагнето во секој чекор. Одат еднакво со него. Тоа се тие кои што ќе издржат. Затоа што му веруваат целосно, затоа и го следат. Ке те следам, а мој спасе, како беше песна. Нека Господ ни помогне. Идат времења кога навистина тешко ќе биде. Може би и ден денеска ние се соочуваме со проблемчини, да кажам така. Замислите си, ајде да не се зимам јас за пример, што за мене некој таму работи за 200 евра плата и сега му доаѓаат и му велат само ти откажи се, само кажи Hail Caesar, како што вика, значи поклони му се на Цезарот, не 200, 2000 евра плата ќе имаш, значи, еве ти искушение, значи. Или пак, ќе добиеш и тоа, и стан, и куки, и не знам што, ама сабота, знаеш, мора да работиш. Тоа се тие тестови на кои што може би ќе не идеме во живот. Тоа се ситни во споредба со оно што доаѓа. Треба да останеме верни. Ние сме повикани, фала на Господа што сме одговорили на повикот. Сме и избрани, сме се задржале, тука сме, но да останеме до крај. Со Христа се е можно. Амин.